Почитувани граѓани, по првиот дожд по поплавите, каналите за атмосферска вода повторно представуваат ризик за животот и безбедноста на граѓаните. Овој ризик, кој е резултат на неодговорното работење на надлежните, не сме да се игнорира. Додека градоначалникот Тони Трајковски се интересира само за фотографирање со министерот, каналите за третмат на атмосферска вода пропаѓаат, не функционираат и секојдневно го загрозуваат животот и безбедноста на населението и на учесниците во сообраќајот. Кој ќе биде изговорот на надлежните сега? Што ќе кажат овој пат? Помина 1000 години од последната поплава, па не можеше ништо да се направи. Не. Можело да се направи ако за прв план биле граѓаните, а не сопствените џебови. Поплавите и штетите од поплавите се резултат на несоодветната инфраструктура и решенија, а не на виша сила која не може да се предвиди ниту спречи. Од 2013 до 2015 година Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство исплатило повеќе од 2,5 милиона евра за чистење на каналите во Македонија. Државниот завод за ревизија констатираше дека парите за чистење на каналите ги добивале лица и фирми врз основа на барање и документација без овластени контроли на терен. Ревизорите констатирале дека е можно на исти проекти да били исплатени двојно повеќе пари. Од овие пари, близу половина милион евра завршиле кај Силекс Неметали, фирма на собственикот на Силекс Аде Кратово. Во времето на склучување на договорот со Силекс Неметали, Михајло Светков, министер за земјоделие, е член и на управниот одбор на Силекс Аде Кратово. Тој е класичен судир на интереси, злоупотреба на државните институции и злоупотреба на парите на граѓаните за бизнис интересите на фамилијата. За овој скандал веќе поднесовме кривични пријави. Сите кои предвиделе за вакво загрозување на животите на граѓаните ќе одговараат. После 11 декември доаѓа нова одговорна власт на која животот и безбедноста на граѓаните ќе бидат на прво место. Повелете со прашања. Конкретно на овој регион, каква е штетата според вашите проценти направена и во моментов која опасноста од тоа што не може ни патот да функционира? Значи, се наоѓаме на лице место на северната заобиколница на патниот правец од Стајковци према Смилковци во должина од 5 км. Самите може да се видите дека атмосферската мрежа, каналот кој што требало да биде во функција да ја заштити безбедноста и сообраќајот на оваа делница воопшто не е во функција. И првиот дожд се поставува прашањето на безбедноста на овој потек. Не е решено и после 33-тиот ден на лице место се наоѓаме каде што сведоци сте дека освен кал, блато, уништена инфраструктура и воопшто ни денар не е вложено. Се поставува прашањето што ако утре има повеќе обилно дождови, каква ќе биде сигурноста и безбедноста во сообраќајот.